месеци, години наназад зборуваме за тоа дека сајберкриминалците не бираат начин како да дојдат до нашите податоци и до нашите пари. Ниту ние, нити компаниите не сме свесни меѓу другото дека нашите податоци и геолокација се собира од компании и се предава, односно продава на владини институции низ целиот свет. Изворот е мобилниот телефон. Последно, преку хакирање на компанија која продава геолокацијски податоци, загрозени се милиони луѓе во светот. Како да контролираме пристап до геолокација е тема која што ја отвараме со нашиот соговорник, експертот за сајбербезбедност Божидар Спировски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ова што го кажа пред малку Елена, се само дел од темите на кои што сме зборували изминативе месеци, тоа го констатиравме, за сето ова сме говореле и во меѓувреме излезе нова измама. Малкумина посветуваат внимание на мобилните телефони кога работиме секојдневно со нив, на локациите кои што ги даваме како одобрение при користењето на одредена апликација. Ајде на самиот почеток да разјасниме каков ризик носи активната геолокација. Што се локацијата открива за нас од мобилните телефони? Значи, прво за сите читатели, за нашите гледачи, да објасниме, овие уреди имаат во себе чип кој што комуницира со геолокацијски сателити. Практично цело време може да знае, ако му дозволиме на уредов, да точно не лоцира буквално во радиус од неколку метри каде се наоѓаме. Тоа е корисно за навигација, тоа е корисно кога сакаме некаде да одиме. Исто така може да биде многу незгодно по нас. Примерно затоа што кога ќе ги собере сите овие информации уредот, односно некоја програма која ќе ги исчита од тој чип и ги сними, практично кажува точно каде ние се движиме, кои се нашите дневни навики. Ајде така да го поставиме тоа. Каде ние одиме, во колку часот одиме, во колку часот се враќаме, ако тоа се родители со помали деца, во колку часот и во која градинка си ги носат децата, по која улица одат до работа, на кои места најчесто престојуваат и каде работат буквално, по која улица се враќаат. Секоја наша навика, секое наше движење е буквално лоцирано и може визуелно да се исцрта. Ајде да ни објасните на фотографиите кои што ги гледаме. Што точно гледаме? Значи, чисто за опис за нашите гледачи, ова што го гледаме е анализа која изработи француски експерт за сајбербезбедност Робер се вика човекот, и е дел од оваа последен инцидент на кој што се украдоа милиарди податоци. Човекот ги зел поединечните точки, тие милиарди податоци всушност се линии на кои што пишува географски координати и идентификатор на некој телефонски број, уникатен идентификатор. Зел 30 милиони од тие точки, толку успел да процесира, избрал еден идентификатор поединечен од еден телефон и за тој идентификатор исцртал каде се движи. Ги зел сите негови геолокацијски точки во таа табела и исцртал визуелно, ова се буквално сите геолокацијски точки по држави, односно по континенти кои што биле во таа база, ќе ги има тука, но ова е некоја во Зборуваме за хакнатата компанија која што собирала податоци. Која што ги собира и ги препродава податоците, но ова е визуелизација на сите тие податоци. Избираме еден телефон, односно еден идентификатор и гледаме каде тој се движи. И ќе видиме, ова е мапа буквално на цела Европа. Европа има закон за приватност. Некако гледаме дека овој закон за приватност не е многу корисен во овој случај. Зошто мој податок или моја локација некому нешто би му значила? Тука ова е прашање кое што милиони го поставуваат. Не баш оваа слика што е моментално на екранот е слика од Вашингтон и избран е телефон, односно е прво поставено прашање од програмерот, дај ми ги сите телефони кои се наоѓаат во Белата куќа. Излистани се нивните идентификатори. Избран е еден и за тој еден е избрано каде понатака се движела и исцртана мапа каде човек кој што влегува во Белата куќа се движи остатокот од денот низ цел Вашингтон. Има друга слика, тоа е оваа, во која што друг човек кој што од Вашингтон се качил на авион, отишол, ова од Флорида отишол низ цела Америка, тој претходниот отишол од Вашингтон, се качил на авион, стасал некаде на друго место во Америка, стасал во куќа во која што живеат со други извори на податоци упарено неговата мајка и татко и дека мајка му е болна. Ова не се информации кои што сакаме, колку и да ние велиме дека ние сме
релативно транспарентни луѓе и немаме што да криеме, никој не сака оваа информација да биде јавно достапна за него. Практично може да се следи точно кој каде, да се лоцираат и таргетираат важни личности по некој критериум, дали е државен, дали е приватен, дали е корпоративен и така натака. И ова отвори уште едно прашање. Кој и каде се има наши податоци? Секој секаде. Можам да кажам вака, алчноста за податоци е болест и сите сме заразени. Сите сакаат да соберат што е можно податоци, за што е можно повеќе луѓе, или за да ги искористат сега, или за не дај Боже, ако не им затребаат во иднина, да ги имаат. Така да можеме да веруваме дека сите компании со кои соработуваме на некој начин се обидуваат или веќе црпат податоци за нас. Тоа е факт на животот. Кога разговаравме со вас пред оваа емисија, ми спомнавте дека пред можеби година дена ја отворивме истата оваа тема. Да. New York Times имаше направено мапа откако ги купиле податоците. Во тој момент ние имавме факти дека New York Times како весник со голем кредибилитет направил некоја анализа од некакви податоци. Зборувавме за крајниот резултат. Ама денес имаме многу поинаква димензија на истиот проблем. Веќе не мора да кажеме Times нашол некаде некакви податоци. Сега можеме отворено да кажеме царот е гол. Овие податоци буквално знаеме како ги зеле, знаеме која е компанијата која ги продава, односно една од компаниите која ги продава. Знаеме дека низините податоци се украдени, наши се тие податоци, не низини. И сега гледаме колку всушност, буквално, ние сме голи пред целиот свет. И секој може да ги купи овие податоци. Државни институции, приватни компании, јас можам да отидам и да платам за одредена локација да купам податоци. Нема да ме спречи никој. Дали со едноставно исклучување на геолокацијата сме заштитени? Не случајно го прашувам ова, бидејќи секој кој што има мобилен телефон во рака и сака да симне било каква апликација, кога ќе се постави прашањето дали ја сакате геолокацијата, или го избегнува или автоматски притиснува да. Така. Делумно, значи прво да бидеме јасни, не можеме да бидеме сосема безбедни. Но можеме да направиме неколку елементи кои што ќе му го отежнат животот на тој што сака да профитира од овие податоци. На крајот на денот не е ова криминал, ова е само профит. Некој ги собере овие податоци за да ги продаде понатак. Како ќе го направиме ова отежнување? Најпрво, тоа топло го препорачувам сите да го направат што е можно порано, да го исклучат нешто што се нарекува Advertiser ID. Буквално постои во вашите телефони, во нешто што Android. најмногу вознемирува, нервира кога го работиме. Не, тоа е само некакво бројче. Секој телефонски уред го има тоа бројче во себе, тоа е уникатно бројче. Добра. Кога апликациите кои во вашиот телефон се обидуваат да симнат реклами за да ви ги покажат, така, го даваат тоа бројче на некој систем заедно со вашата геолокацијска информација. За да речат, овој телефон е во МРТВ, што да му дадам нему како реклама и некоја си друга таму компанија нуди реклама, не знам, можеби за други вести, за CNN. Ќе шпекулирам сега. И така се украдени овие сите наши податоци. Не со активно крадење, туку нашите апликации на нашите телефони. Тоа има во списокот се открилен 13.000 различни апликации кои што не сакајки ги дале податоците за оваа компанија, на тој начин што рекле, јас имам да покажам реклама на телефон со ID тоа, со идентификатор тој, кој се наоѓа на таа локација. Оваа компанија само си ги запишувала овие информации. И сега никој од нашите граѓани кои што гледаат во моментов ќе кажат па голем дел од апликациите не функционираат ако исклучиме геолокација. Тоа е единствениот услов да речеме како функционираат. Тоа се однесува да речеме и на камерите на дел од апликациите. И тоа не е точно прво. Камерите сакаат да ја стават да стават геолокација на вашите слики, но сосема е легитимно и нема да престанат да работат ако ја исклучите геолокацијата. Значи мој прв совет, ако експлицитно не ви треба таа апликација за геолокација, навигација да е тоа апликација или нешто или компас, нешто што вас ви треба за геолокација, обидете се да исклучите геолокација, за секоја апликација може да изберете дали ќе има пристап до геолокација. Изгасете геолокацијата за сите и пробајте да видите дали ќе работи апликацијата. Во 99% од случаите ќе си работи сосема успешно апликацијата без никаков проблем. За тој 1% има конфигурација која можете да ја изберете да се користи геолокацијата само кога активно ќе уклучите апликацијата. Апликацијата може во позадина да спие во телефонот и се уште да црпи податоци.
направете да работи така, вашата геолокација да дозволата таква, само кога ви е на екран апликацијата, кога свесно ја користите, само тогаш да каже. Единствениот оправдан аргумент зошто би требало да имаме или каде би требало да имаме вклучена геолокација на мобилните на нашите деца во моментов, така му доаѓа. Технички на нашите телефони е активна геолокација, барем на мојот е, за да пријавува на Apple за кој ќе ми го украдат да можем да си го најдам. Тоа е исто така легитимно. На сличен начин, на истиот механизам практично се нашите деца, преку механизамот за следење за кражба на телефонот, можеме да следиме каде е телефонот. Дали тоа е оправдано или не е оправдано е прашање на родител до родител. Не можам да одговорам дали тоа е навистина добро или не е добро, но верувам дека го прават. Ама тоа е една апликација, тоа е практично самиот дел на оперативниот систем на телефонот. Тоа не се игрите, тоа не е Tinder, тоа не е било која Candy Crush или било која друга апликација. Како на крај да го контролираме пристапот до геолокацијата? Само со едноставно исклучување или има и друг механизам? Двата модерни оперативни системи Android и iOS имаат различна конфигурација, но двата овозможуваат многу грануларна конфигурација. Може буквално да одете апликација по апликација и препорачувам кога има време граѓанинот да седне и да си поигра со овие конфигурации, да каже дали за оваа апликација ми треба воопшто геолокација, да или не. Не, изгаси. Ми треба кога ја користам, да, супер. Ама не ги оставајте многу малку апликации, освен тоа за најди ми го телефонот и најди ми го детето, другите уреди, другите програми реално не ви требаат цело време да имаат геолокација. Само уште ова би сакал да го кажам, кога овие го објавив на интернет целата оваа анализа, се појавија луѓе кои што пишаа па јас немам што да кријам. Верувам дека немаат што да кријат. Но од друга страна има многу работи кои ние како индивидуи, иако немаме што да криеме, не сакаме да се многу јавно достапни. Замислете ако имате ваш близок кој што оди на редовна дијализа. Дали сакате на тој човек некој да ги купи податоците за сите телефони кои што влегле во центарот за дијализа и да им се јави како на кумановци што им се јавуваат за да ги плашат дека децата им се во сообраќајки ќе одат у затвор, да им се јави да им каже јас го имам најдобриот лек и да му продаде некој ѓубре. Дали таа приватност е дозволева да биде нарушена или не? За мене не е. Знаете како, после секое гостување ваше во Македонија наутро, се ставам едно знакче дека може би сега сме опфатиле се и реалноста ме демантира за недела до 2. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодарна сум што имаме професионалци кои што знаат да ни објаснат за што станува збор и од друга страна како да се обидеме да се заштитиме. Благодарам.